Исилувањето од Македонија скоро секоја година коси по неколку паралелки новозапишани прводеленци. Од Министерството за образование и наука пристигнаа драматични бројки, кои велат дека годинава има нешто повеќе од 18.000 превачења, но оти очекуваат таа бројка да се промени. Според податокот од почетокот на месецов запишани се 18.142 ученика во прво оделение, но целосна бројка ќе имаме на крај на септември, докога училиштата имаат обврска да ни пратат финални извештаи за запишани ученици. Овие првични податоци покажуваат дека во споредба со минатата учебна година има безмалку 2500 превачења помалку, но од МОН додаваат оти очекуваат до крајот на септември да ги добијат списоците од сите училишта и крајната пресметка за ново напишани да се зголеми. Социологот Илија Ацевски вели дека бројот на ново запишани во основните училишта е највидлив индикатор за иселувањето од Македонија, процес од кој веќе ги чувствуваме последиците. Тоа е еден сигнал дека нешто се случувало последниве 20 на години. А последиците тек во Македонија тек следат тие. Ние сега ги чувствуваме некако така малку лежерно би рекол, не. Добро, нема деца во училиштата, но моментот кога ќе дојде, кога ќе немаме работна сила, квалификувана работна сила, така, кога почнат се празнат фондовите, кога ќе почнеме се соочиме со тој економски аспект на иселувањето, што е тој веќе ќе не удри со цела ова жештина. Тој додава оти решението е во создавање перспектива за младите, а доколку тоа не почне да се случува во најскоро време. Во прашање се само 10 години, кога вистински ќе ги почувствуваме последиците од демографската катастрофа која ни се случува. Ако кај младиот човек не се создаде таа представа за перспектива, дека ако имам јас 15, односно 20 години, и дека ако немам некоја перспектива на 30-40 години, што останува другото? Да го барате својото излез, не, а тоа е најлесниот да ви понуди некој некаде подалеку дека таму има перспектива. Да. И тука Македонија мислам дека реков тие последици сега така уште се малку лежерни, не уште не ги чувствуваме, но за едно 10-15 години ќе ги почувствуваме со сета јачиња, не. Освен со мерки за спречување на иселувањето, професорот Ацевски решение гледа и во трансформација на образованието. Вели дека Македонија мора да се соочи со новата реалност за помалиот број на ученици, да не удри по наставниот кадар и платите во образованието. Тој решението го гледа во паралелки со помал број на ученици.